Денеска во редакцијата Racin.mk го имаме Емил Крстевски. Малце за оние што можеби недоволно го познаваат, еве јас сум тука за да кажам, Емил Крстевски почна како новинар, тој е наш колега, работеше и речиси целата своја кариера ја посвети на меѓународната политика. Прво како новинар, потоа повеќе години како државен службеник во неколку институции во земјата и во некои меѓународни организации каде што ја представуваше нашата земја, и заврши како амбасадор во Република Чешка. Во меѓувреме имаше еден период, еден мандат како директор на Државниот архив, и тоа отприлика на брзина е она што значи Емил Крстевски, кој денеска го поканивме да дојде во редакцијата Racin.mk. Добро вечер, навечер го правиме ова интервју. Добро дојде во нашата редакција. Добро вечер, добро е најдов, благодарам за поканата. Да. Инаку да кажам дека поттикот да те поканам на ова интервју всушност беше не ова што го кажа во најавата, туку книгата која наскоро ќе ја промовираш. Ми се чини сега ние го правиме ова интервју сега, тоа ќе се емитува во недела практично, и за неколку дена ќе биде промоцијата на книгата Раскази. Не го правите тоа во мојот автомобил. Да. Што не треба да се прави во твојот автомобил? Не правете го тоа во мојот автомобил. Да, тоа е моја трета збирка Раскази практично, и промоцијата ќе биде во среда на 24 декември во Бистро, поранешниот МНТ, сега театар комедија. Инаку издавач е Или, и ова е една од подрагите мои книги, инаку имам напишано уште 6 книги од областа на меѓународното право и меѓународните односи, а ова е како хоби, бидејќи уште од мал сум пишувал и поезија и проза и сум објавувал раскази и песни, бидејќи јас живеев во центар, во зграда, новинарска зграда ја вика, кај што имаше многу новинари од Нова Македонија, кај што живеа Наум Начевски, например, кој беше дописник од Њујорк и од Лондон, Душко Малевски, кој беше дописник од Рим, Свето Серафимов, кој беше дописник од Бејрут, Јордан Иванов, кој беше главен уредник на Вечер, семејството Стефанови, кои сите беа новинари, и таткото, и мајката, и синот, и ќерката, така што тоа беше една новинарска зграда и мене ми беше од секаде практично слушав звуци на чукање на машина во тоа време, и немаше, татко ми беше уредник во култура, така што бев окружен со книги, бев окружен со пишување, со машини, и немаше бегање од тој свет. Бев како предодреден, да речам, да пишувам, и ете, од мали нозе пишував поезија и проза, а потоа веќе се префрлив веќе бев ориентиран кон надворешната политика и кон новинарството. Да. Велиш хоби, но Оливера Ќорвезировска за твојата книга пишува во поговорот. На крајот од расказите, прилично пофолни зборови, таа вели навистина изненадува, особено крајот на книгата. Ја не знам што е, уште не сум ја прочитал, благодарам што би ја подари, но секако ќе ја прочитам, но очигледно чим доаѓа од зборот Оливера Ќорвезировска не е било кој човек кога пишува и кога рецензира книги, така да очигледно е повеќе од хоби ова. Па јас го чувствувам како хоби, сега на публиката е ред да оцени, и на критиката се разбира, книжевната критика, да оценат, да го вреднуваат тоа дело и да кажат свое мислење. Меѓутоа мислам дека ако публиката ја прифати, за критиката помалку се грижи. Добро. Инаку и благодарам на Оливера. Навистина, ние не се познаваме лично, меѓутоа веднаш го прифати тој предизвик да ги прочита расказите и да напише поговор. И мислам дека објективен и солиден поговорот, и оставили незев впечаток тие раскази, па ќе видиме каков одзив ќе има кај публиката. Самиот кажа дека и се чини дека твојата кариера беше предодредена да биде или новинарство или литература. И во овој случај, во твојот случај, тоа е некаков спој. Но кога зборуваме за новинарството, каде што во првите можда 10-15 години од кариерата ги посвети на меѓународната политика и работеше во редакциите во Нова Македонија и во македонската телевизија, во редакциите за надворешна политика, така? Да. Така.
Првенствено сакам да кажам дека јас уште од мал читав и многу весници и дневни и неделни и ме привлекуваше таа меѓународна политика, меѓународните односи и сакав да се запишам на политички науки во Загреб, бидејќи татко ми подоцна беше уредник во Лексикографски завод Загреб. Таму беше сорав Мирослав Крлежа и беше уредник таму и некако ми звучеше примамливо да се запишам таму на политички науки, меѓутоа пред да го направам тој чекор се отворија интердисциплинарните студии по новинарство во Скопје и се запишав. Сепак инсистирањето на домашните, на родителите беше да бидам тука во Скопје и да дома практично и завршив и магистратура и докторат на Универзитетот Кирил и Методиј, односно на правниот факултет Јустинијан I, од областа на меѓународната политика, на меѓународното право и меѓународните односи. Значи бев предодреден додека студирав, работев исто во телевизија Скопје, тогаш во надворешно политичката редакција, заедно со познати имиња од таа област, Тихомир Илиевски, Слободан Трајковски, Владимир Лапе, Слободан Дамевски и други. Да, ќе ги прескокнеме малце годините и добро е што ја спомна докторската, тоа е докторска теза и докторатот, бидејќи се однесува и од тука сакам да влеземе сега во нешто што значи некаква актуелност во меѓународната политика, да го искористам твоето присуство овде во редакцијата и да разговараме малце повеќе на тие теми. Докторската се однесуваше на ќе импровизирам, не го знам точно називот, но меѓународната политика на Соединетите Американски држави во 21. век. И тоа беше резултати на едно твое истражување директно во Соединетите Американски држави, каде што помина 3 години, веројатно таму по разни институции на Соединетите Американски држави, универзитети и така натаму, каде што ги црпаш сите тие податоци. Моето прашање е дали, да влеземе одново она што значи актуелност, дали твојата докторска го антиципираше она што денеска го прават Соединетите Американски држави на меѓународен план. И мајки во предвид, ќе ми дозволиш вака да прашам, Трамп како американски председател. Таа динамика во меѓународните односи, мислам дека кулминира сега со доаѓањето на вториот мандат на Доналд Трамп. И американскиот председател си направи малку едно разбранување во меѓународните односи кога дојде лани на оваа позиција, кога влезе во Белата куќа и тој малку ги вознемири духовите не само во Европа, туку и во светот, бидејќи наметна малку порадикална, да речам, и безбедносна, но и економска политика во меѓународните односи, така што Европа се почувствува како да е малку на страна, како резултат на сето тоа е таа инфериорност на Европа и наметнувањето на Америка, односно на самиот председател, да ги решава меѓународните спорови, како што знае тој самиот со своите советници, се разбира, во Белата куќа и со помош на Стејт департментот, и заобиколувајќи ги многу влијателните и значајни меѓународни организации, како што се Обединетите нации, да речеме, кои се формирани на 24. октомври 45 година, сега прославува 80 години од своето постоење, кои беа токму создадени и формирани за да го зачуваат мирот и безбедноста. И да одржуваат рамнотежата. Апсолутно. Меѓутоа, со ова заобиколување од страна на големите сили, особено на Соединетите Американски држави, тоа не е случај, бидејќи сите проблеми, сите проблематични прашања и комплицирани ситуации треба да се разгледуваат и да се расправаат во рамките на Обединетите нации, односно на Советот за безбедност и на Генералното собрание на Светската организација. Да. Но она што сакам да ве прашам, ќе се вратиме малце и на Европа и на меѓународните организации, но пред да преминеме на тоа, мислам дека е битно да не одминеме ова, ако можам да го наречам, интензивирање на една американизирана надворешна политика, ќе го употребам тој термин, која дојде наспроти подемот на Кина, значи треба да го имаме тој аспект во предвид, и она што се случи со втората војна практично во Украина, таа од 2022 година, кога
се покажа дека Русија може да биде сериозна закана не само за Европа, туку голем предизвик и за НАТО и за трансатлантскиот договор, во кој главна улога има и се уште имаше и тогаш и сега Соединетите Американски држави. И ми се дали заради тој дисбаланс кој најнаш настана заради подемот на Кина и заради предизвикот што го воспостави Русија, Америка некако логично произлезе на тоа да си ги земе работите во своји раце. Од секогаш ми се чини дека ривалството постоело помеѓу Соединетите Американски држави и Русија. Тие две главните сили, тие ќе останат извесен период после падот на Берлинскиот зид и распадот на Советскиот сојуз. Тие промени што настанаа тектонски, би рекол, малку Русија ја ставија на втор план, да речам, бидејќи таа беше економски изнемоштена во тој период, бидејќи се распадна тие 22 држави, веќе не постоја, не беше единствена Русија, така што и воено и економски заслабе Русија, така што не беше голем предизвик во тој период за Америка. Меѓутоа, сепак ривалството остана. Дури во тој период се размислуваше, имаше еден партнерски однос помеѓу НАТО и Русија. Им постоеше еден совет во кој беше вклучена и Русија, значи да се создаде еден европски систем, безбедносен систем, политички и безбедносен систем, во кој ќе учествува и Русија како една од по-значајните земји и влијателни земји во меѓународните односи. Во тој период, меѓутоа помина тој период и потоа како што закрепнуваше самата Русија, така и незиното влијание и судирот се изоструваше, така што пропадна тој совет меѓу Русија и НАТО. Од Г7 или оние најразвиени земји беше отфрлена Русија. Еве знаеме што се случува сега, со какви блокади се соочува, меѓутоа тоа па беше бидејќи Русија е евроазиска земја и поголем дел од незината територија припаѓа на Азија, може да се констатира дека природно е да се сврти и кон да ги зајакнува односите со Кина и со Индија, веќе и со другите земји се разбира, меѓутоа како поголеми и поразвиени земји, тоа се Кина и Индија, и тоа резултираше, тоа партнерство, да речем, и тие стабилни односи политички и економски, резултираше со создавањето и формирањето, односно на БРИКС. Да продолжиме понатаму со Македонија. Македонија претендира да биде членка на Европската унија, таа е дел од Европа, од еден европски културно-политички па и безбедносен простор. Каква треба да биде позицијата на Македонија во овој амбиент што сега го разговаравме до сега? Па пред се би кажал дека ова за Европа и Европската унија како се справува со овие кризи, особено со војната во Украина, се рефлектира и во југоисточна Европа, на Балканот, особено и кај нас се разбира. Да. Сега може да се каже дека споменавме дека Европската унија малку се пасивизира во однос на решавањето на проблемот со војната во Украина, и дека официјален Вашингтон и Москва ја преземаат улогата да се договорат и да решат без посредување со Европска унија или со некоја меѓународна организација или институција. И сега доаѓаме до ситуација кога прашањето за проширувањето на Европската унија е речиси на втор или трет план. Меѓутоа тие мора да размислуваат и за тоа, бидејќи сепак мислам дека Европа исто така сака да направи и НАТО, се разбира, тие трансатлантски односи, бидејќи ние како членка на НАТО сме дел од тој синдже што се прави, да речеме, за да се амортизира влијанието, руското влијание на Балканот. И сведоци сме за какви односи има, меѓутоа тоа создава и отпори во некои земји членки на Европската унија.
да не ги набројувам, познато е тоа за Унгарија, за Словачка, за донекаде Полска, и Србија и така натаму, кои имаат добри односи спред се економски, бидејќи се зависни од нафта, газ и трговија. Со Русија. Да, со Русија, отколку политички, меѓутоа последиците сите ќе ги почувствуваме, не само Европската унија и земјите во Европа и ние на Балканот, затоа што една земја, Украина, која беше околу 40 милиони жители имаше, сега се сведе на 20 милиони со голема житница која прехрануваше, можеше да ја прехранува цела Европа. Да. И сето тоа сега се доведува во прашање, бидејќи како ќе функционира, дали ќе може да опстои. И тука ние се наоѓаме во една, како да речам тоа, една незавидна ситуација, кога од една страна нашите стратешки цели од самото осамостојување беа НАТО и Европската унија, сега ние стребиме околу Европската унија, меѓутоа Европската унија се соочува со многу своји проблеми кои се многу тешки, да речам комплицирани и не се едноставни за решавање. И затоа велам дека проширувањето сега малку како да е ставено понастрана, меѓутоа ние мора да се бориме и да бидеме дел од тоа семејство, да ги прифатиме тие сите вредности и норми што ги има Европската унија, заради сега да не повторувам таа една фраза која чисто заради нас, за да ние да функционираме, нашите институции, нас да ни биде полесно и подобро како држава, како субјект во меѓународните односи, а не заради некое членство кое можеби ќе трае долго тој пат додека се стигне до тоа членство. Но тука доаѓаме до една поента за која сакам да разговараме понатаму, а тоа е да, од една страна Европа, Европската унија е соочена со многу предизвици, проширувањето можеби е тргнато на страна, но тие не се откажуваат, велат дека тоа е исто така безбедносно прашање и проширувањето останува на агендата, но доаѓаме до прашањето на активното учество на земјите кандидатки за членство во Европската унија и се да се фокусираме малку на Македонија. Не знам дали спомнавте дека сакате една фраза да кажете, дали можам јас да помогнам. Има една, со вас ја разговаравме претходно, која вели, ако не сте на масата, ќе бидете во менито. Ако не се најдете на маса, ќе се најдете во менито. Тоа е една прилично илустративна оваква опис на тоа што може и што ни се случува. Тоа значи дека на Македонија е потребна една многу поголема, поинтензивна и поаргументирана проактивност кога станува збор за членувањето и за постигнувањето на стандардите за да се отворат поглавјата и да почнеме да разговараме за тоа. Но за да дојдеме до таква една позиција, на Македонија се уште и преостанува единствениот услов, а тоа е да ги внесе бугарите во Уставот, што е дел од она преговарачка рамка што беше освоена од сите земји членки на Европската унија, која ја прифати и Македонија во 2022 година, и со тоа да се откочи процесот. Нели тоа, сега ќе се вратам повторно на она вашата, ако не сме на масата, ќе бидеме во менито, нели ако го направиме тоа, и ако седнеме на масата, можеме да ги прескокнеме овие блокади што се случуваат од Бугарија и кога ќе бидеме на масата да ги решаваме тие прашања на еден малце поинаков начин и во една друга улога во која ние ќе си ја направиме таа улога, Македонија ќе си ја направи таа улога со прифаќање на овие услови од преговарачката рамка. Ќе се вратам малку назад во историјата, односно не во 93 година, кога Македонија стана земја членка на Обединетите нации. Тогаш јас престојував исто во Њујорк, месец и половина, ги следев активностите на нашата делегација при приемот во Обединетите нации. И тоа одеше можне тешко, од познати причини, поради негодувањето на Грција за употребата на името Македонија. И знаеме што значеше за нас самото членство во Обединетите нации. Тоа значеше во тој период ние имавме војна на северот, која можеше многу лесно да се прелее. Требаше да дојат умпред, требаше да дојат меѓународни сили и сили на НАТО кои ќе заштитат
нашата северна граница и ќе ја заштитат нашата држава од вовлекување во таа војна. Ние тогаш направивме оставка, знаете, бевме примени во Обединетите нации под привремено име, поранешна Југословенска република Македонија. И тоа го волтнавме и тоа беше значајно за нас затоа што станавме дел од меѓународното семејство на држави. Така. Како субјект почнавме да функционираме, потоа се зачленивме во Совет на Европа, во ОПСЕ и во другите меѓународни организации и институции, сите што не само на Обединетите нации тие органи, туку и на други меѓународни организации и институции, и тоа беше еден голем исчекор за нас како држава, бидејќи што велите, тоа е во дипломатијата често се употребува. Ако не сте на масата, можете да се најдете во менито. Тоа се случи исто и сега. Болна работа со промената на името и меѓутоа тоа вроди со плод со членство во НАТО, што исто така е многу битно затоа што тоа е еден гарант, тоа е безбедносно политичка организација која е гарант за нашата безбедност и за нашето етаблирање. Ние сме сега рамо до рамо. Ние имаме заменик генерален секретар на НАТО од Македонија. Да. Значи, влијание и сега доаѓаме до Бугар. Да. Устава. Значи како еден трет ги гледам како скалило од зачленување во Обединетите нации, во НАТО и сега Европската унија. Не сум сигурен дали тоа ќе биде последен услов за влегување. Добро. Затоа велам овие два условното членство во ЕУ и членство со одложен рок се многу добри форми за да ние можеме да почнеме пристапни преговори и да си го решаваме проблемот билатерален со Бугарија, што бидејќи треба да го привршуваме интервјуто, јас ќе замолам, кога го зборуваме ова, тоа подразбира дека ние треба да имаме една многу цврста и јасна меѓународна политика, односно дипломатија која ќе овозможува сите овие работи да ги остваруваме и да ги обезбедиме пријателските односи со сите земји, иако ние имаме прилично голема поддршка од поголем дел од земјите членки на Европската унија, иако јас имам чувство дека тоа полека се троши заради ова постојано несогласување да се направат тие измени во уставот, да се внесат бугарите како пречка и за откочување на преговорите и тоа потоа да тргне, да се отворат преговорите, да се затвараат кластерите и да дојдеме до ситуација кога ќе имаме меѓувладина конференција за прием на Македонија во Европската унија. Да. Смитам дека пред се треба кај нас да се создаде еден консензус околу многу битни прашања, а и ова е едно од тие битни прашања и дека политичките партии треба заеднички да донесат став за вакви работи и секогаш кога се во прашање националните интереси или кога се во прашање големи прашања, односно големи одстапки кои се од стратешко значење за нашата земја, и мислам дека првенствено треба тука да се создаде едно единство, една кохезија меѓу политичките партии, заеднички да се договорат, оти станува збор за еднината на државата, за идните генерации, а не само за политичките партии, нивно действување дневно. Но такви понуди имаше, додека беше СДСМ на власт, во 2022 година имаше таква понуда да се формира една заедничка, дури влада беше понудена за да се влезе во тој процес. Ево и сега СДСМ е во опозиција исто така понуди и побара лидерска седба на која ќе се постигне некаква национална да се надминат недоразбирањата, препукувањата, сето тоа да се надмини и да се гледаат повисоките цели на државата и за незината перспектива. А тоа бара, значи, првенствено ова што велите вие и што го поставивте прашањето, првенствено бара кохезија и едно единство внатре, а потоа бара и ефикасна дипломатска активност. Ефикасна дипломатска активност значи да бидеме присутни во меѓународните организации, какви и да се тие, и со колкаво влијание во меѓународниот свет сега,
треба мала, но ефикасна да речам дипломатија. Ние не сме богата држава, знаеме во каква ситуација се наоѓаат и нашите амбасади. Да. Знаеме дека има околу 20 на празни амбасади, без амбасадори. Тоа сакаш да биде следно прашање. Е недопустливо затоа што вие не можете да воспоставувате добри односи, односно да ги развивате односите со државите каде што имате амбасадори, и на економски, политички, безбедносен, културен и било каков план. Да. Како го објаснувате тоа дека 20 на амбасади во Европа и во некои од прекоокеанските земји се уште немаат амбасадорски назначувања? Како го толкувам како малку запоставено прашање. Да. Неосновано запоставено прашање, бидејќи дипломатијата е огледало на политиката на самата држава. И како што на почетокот реков, националните интереси се штитат со таа меѓународна политика, со дипломатијата и со генерално со водењето на надворешната политика. Со методите и начините на кои таа се спроведува. Да, ние практично ги доведуваме во ризици позициите на Република Северна Македонија кога немаме таму такви амбасадори назначени со полноправен мандат, како се вели. Тоа не е добра слика за самата држава. Прво еден мој колега амбасадор кој скоро се врати од службување, беше вратен односно со неуставни методи и него го прашале во Министерството за надворешни работи во земјата домаќин, вика, го прашале дали вие имате намера да ги раскинете дипломатските односи со нашата земја, бидејќи одеднаш беа повлечени 8 амбасадори, неосновано, неуставно, бидејќи автентичното толкување на Собраниската комисија за надворешна политика не може да биде над законот, а во законот не пишува она што го велат, не пишува дека треба како причина што го наведува, не пишува дека треба задолжително да се презентираат тезите во собранието. Меѓутоа тоа беше најмал проблем за амбасадорите и најмал проблем е затоа што главното презентирање на тезите е пред министерот и пред 10 директори на директоратите во Министерството за надворешни работи и подпишувањето на указот на претседателот на државата. А ова е протоколарно, чисто да им се оддаде малце значење на таа собраниска комисија и без некое поголемо влијание, како да речам, во целата таа подготовка и структура на И само сакам уште еднаш ова што го кажувате, очигледно мене ми бодат по очи тоа што го велите. Значи, така го читаат тоа неуставно повлекување или оставените испразнети места во амбасадите во земјите како раскинување на дипломатските односи со тие земји. Па ете, еден колега така му спомнале во таа земја. Да. Дека тоа ненадејно повлекување без да се испрати нов амбасадор, тие се горе-долу празни се тие места. Да. Така што немаме испратено амбасадори и мислам дека малку е несериозен тој потек. И целата работа е неуставна и мислам дека неколку амбасадори веќе тужат и се чека мислење од Уставниот суд. Така. Дали е тоа исправно или не исправно? Во секој случај е неубав гест за земјата домаќи. Така. Вие после кусо време, после година и пол или две да вратите амбасадори, така и да стои тоа место празно подолго време. Да. Да, тоа ги намалува всушност активностите на земјата. Така и во развојот на односите. Да. И во овие услови, во меѓународниот контекст во кој се наоѓа и светото и Македонија, тоа е стварно едно. И да спомнам дека на таа комисија за надворешна политика, Собраниска комисија, секогаш претседател е пратеник од опозицијата. Сега може да замислите, сега е исто така претседател на таа комисија од опозицијата. Тогаш беше Антонио Милошовски,
кој не сакаше да закаже седница. Значи, и покрај инсистирањето на председателот Стево Пендаровски, не закажуваше седница, дојде до Андреј Жерновски и ја прекина седницата и потоа не закажуваше седница. Сега, можете да замислите сегашниот председател на таа комисија, кој е од редовите на опозицијата, нема да закажува, да речеме, до пролет или до другото лето, до есен, и ние повторно ќе имаме кочница во дипломатската мрежа. Како мисли дека нема да закажува? Па еве, не, Ако не закажува, па може да не закаже, или ќе закаже, еден амбасадор ќе помине, 10 ќе останат, нема да ги презентираат тезите и ќе дојдеме во една незгодна ситуација, каде што ќе дојде до осиромашување уште поголемо на таа дипломатска мрежа што е. И без тоа е осиромашена, да речем. Но мене колку што ми е познато и од она што го истражував, од април оваа година нема доставено Министерството за надворешни работи листа на амбасадори. Да, има поминато неколку во владата. Во владата има поминато на владина седница, меѓутоа се уште траат тие подготовки. Да траат околу 2 месеци подготовки, откако ќе се добија агреман од земјата домаќин. Така што таа процедура трае 5-6 месеци. И затоа однапред треба да се предвидуваат и да се антиципираат сите тие овие прашања и проблеми. Знаете како, јас кога бев во Прага таму, кога некој амбасадор му завршуваше мандатот и си одеше, за една недела или 2 недели доаѓаше нов амбасадор, а тој амбасадор веќе се подготвува порано, неколку месеци, и се знаеше кој ќе биде сукцесор на така, за да нема ролантијавијет амбасадор, апсолутно. Така што да нема геп понашо и каат американци, да нема процеп некој. Да. Добро, ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам, Иван.